Одекот од студентскиот протест стигна до највисоките кругови на меѓународната заедница. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека протестот на студентите не треба да се политизира, туку да им се остави на правните професионалци и поради тоа ги информирал НАТО и ЕУ со тврдење дека албанската опозиција се обидува да предизвика дестабилизација. Вчера видовме голем број опозицијски и активисти и високи функционери кои што беа на протестот. И на тоа му дадоа и политичка конотација. Ние за тоа ги информиравме нашите сојузници и во НАТО, но и нашите сојузници во рамките на Европската Унија за обид на опозицијата да на одреден начин направи дестабилизација. И мислам дека тоа не најде на одобрување на високи представници на меѓународната заедница. И од албанската опозиција вела дека ги информирале меѓународните сојузници. Подпредседателот на ДУИ Бујар Османи напиша дека ги известил ЕУ и НАТО за погрешните толкувања во јавноста за мислењето на Венецијанската комисија. Денес ги информирав представниците на меѓународната заедница за обидите на владата да ја прикаже на извртен начин природата на студентските протести, етикетирајќи ги како партиски мотивирани и создавајќи неточна перцепција за реалноста во земјава. Нагласив дека овие обиди за погрешно насочување на меѓународните партнери не ги одразуваат реалните грижи на студентите, кои се директно поврзани со спроведувањето на постојните права. И социјалдемократите реагираа во врска со прашањето за неспроведувањето на албанскиот јазик во судството. Подпредседателката на СДСМ Јована Тренчевска изјави дека ВМРО ДПМН повторно отворила некои веќе затворени прашања. Иратори на сите овие поделби се токму Мицковски и владата. И денеска слушнавме низ медиумите дека ќе пријавеле во НАТО и во ЕУ за ова од страна на опозицијата, меѓутоа да му препорачуваме најпрви тој да се пријави и во НАТО и во ЕУ затоа што тој ја дестабилизира состојбата во државата. Овие прашања беа затворени прашања за кои што не се дебатираше во минатиот период, но откако владата на Мицковски и владата на ВМРО е на власт, повторно се поставуваат прашања за поделби. Иако премиерот Мицкоски изјави дека тим од уставни експерти работи на изнаоѓање решение за уставноста на двојазичноста во правосудниот систем, односно за полагањето на правосудниот испит на албански јазик, од друга страна владиниот партнер Влен, односно Касами, рече дека тимот ќе се формира во наредните денови. Jo, enda nuk janë formu. Besoj këto ditë do të formohen grupe të punës të cilët do punojnë për ofrimin e zgjidhjes së kësaj problematike. Keni garancë edhe nga partneri i koalicionit se do të përkrahë? Po ajo garancë ka qenë edhe publike nga ne kryeministrit, kanë të drejtën e plot studentët e drejtësisë të cilët fakultetin e mbarojnë në gjuhën e tyre amtare që edhe provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën e tyre. Инаку основното барање на студентите, спроведувањето на јазичните права се уште останува без конкретно решение, додека најавите за формирање работни групи укажуваа дека процесот може да потрае, оставајќи го прашањето отворено и во наредниот период.